Јас сметам дека покрај формалното образование, жените треба да се приклучат и на тоа неформално образование, но и искористување на сите можни фондови кои што ги нуди Европската унија, затоа што навистина има добри програми кои што може да помогнат, а со тоа мрежување придонесуваат секој проект и секој иден план не само на општествените промени, туку и на персоналните промени да придонесе нешто подобро за државата. Кои се оние три клучни вештини кои можеме да ги издвоиме во она нет зеро економија или економија која е фокусирана кон намалување, односно доведување на оние штетни честички до позитивна нула? Да, тоа е еден долготраен процес кој што не можеме да очекуваме дека ќе се случи нешто преку ноќ и ние од утре натаму ќе имаме воздух како на швајцарски Алпи. Меѓутоа добро е што исто како влада сме доста посветени на работење и на пред се решавање на проблемот околу тоа. Не можам да кажам дека сме застанати со процесите или дека многу бавно одиме, затоа што сме во тој дел и добро оценети од Европската комисија. Во зелената агенда како три вештини кои што ако треба да ги издвојам, пак ја кажам емпатичноста на жените е таа која што ги води како мајки, како жени да се приклучат кон тие процеси, но она кое што навистина ме радува е тоа дека се повеќе жени сакаат да бидат двигатели на промените и мислам дека тие ќе бидат добар личен пример за сите оние кои што во иднина би сакале да променат нешто во државата.